скапив и го направив првиот дел од спремањето за вечер. Значи, мораше да се слежна малце. Полека ќе се спремам за одењето. Се ќе си клам една крема. Ова мајка ми ја даде, јас ич не се разбирам од креми, од козметика. Нешто со невен хранлива крема. Ми ја даде и многу ми се сушат рацете. Некој стварно многу ми се сушат, што дури цели ми пукат, ми се раскрвавуваат. Веќе чекам да дојде времето за одење. Буквално, уште од мала сум гледала Буамара на телевизија, не дека тогаш разбирав што се случува буквално. За мене Буамара беше луѓе што си пеат, што си свират, играт по нешто, кажуват некои смешки, што јас на тоа време ништо не разбирав зашто е смешно, пошто е смешно. И најинтересното ми беше кога му даја бубамарчиња, ми беа секогаш бубамарчињата многу кјут. После толку многу време гледање на телевизија, прв пат ќе бидам во живо да видам како е. Како е шо е. И кога што гледав во најавеното, интересни артисти, познати ќе има. Ќе видиме шо и други изненадувања ќе има, кои ќе бидат наградени. Баш ме интересира да се видим. Второ попуштам кога ќе се спремам така по-интензивно, ќе ви снимам што решив да носам на мене, мојот аутфит и така малце спремањето ќе ви го снимам. Се гледаме покоз неколку време. Дојде времето за облекување, да ги извам алиштата што ќе ги носам, да ви го покажам аутфитот и да излезам. Малце подсеќа на аутфитот што го носев на соло дейтот, пак со елече, само овај пат наместо фармерки по-фенси, некои панталони, кошула, бела кошула, сам се ковце, ќе бидат малце businesswoman vibes. И последното нешто, планирам да носам вратоврска како интересен додаток. Малце необично, креативничко. И така, и плюс нешто аксесуари, што планирам да си клам. Еве го аутфитот, панталончињата, елечето. Си клам чеплињата и со сакото и палтото, за да не замрзнам. Тој ми е фито. Инаку ова од прилика слично вака бев и на матура, само други панталони имав. И плюс, видите, овде кладов, ова е еден прстен од мајка ми и го кладов така малце да дава на аутфитот. Ова е прстенот од претходниот пат, го видовте, го знаете. И исто, едни обетки овие се од мајка ми. Личат ко очи. Тоа е аутфитот и да се дооблечем. Еве го со се сако, како личи. Многу comfortable, инаку многу удобно. А еве и конечниот цел аутфит. Си го кладов палтото над сакото,
ова чантето, буквално ова ми е од матура, ова е втор пат кај што ќе носам негде, ама ќе ми се најди многу за такви некои ситници. И конечно се спремив за Инаку ќе одам со мојата црвена двокатна лимузина наречена ИСБ автобус, ќе ме однеси скрос на мојата дестинација и се гледаме од таму. Добра, ќе пробам. Почитувани дами и господа, другарки. Не ти е точна мерката, ало усе! Јас знам дека ми е 25. Зборове ќе ги вада ми ставам на куп, па ги отокари Ми веле оние пијан су, а јас и не знам какво е това пусто шкуро пијанство, јас друго нешто не сторив. Со да се зидов крај себе една сафа со винце тиквеш кои си се малку нацицах. Ми веле, санкинодзеве кода ода ми се валеет. Земја се треси вербите за таба ноце вале. Иак се чук на главата на джиздо и на камења, як се цунки начело, такви мали работи треби да се плашиме. Пијаница, падинат! Ми велет и се смеет, кода им нешто направи. Слушайте како звучи ова сега со музика. Ајде, хајде. Ми веле тони е пијан су, а јас и не знам какво е това пусто шкуро пијанство. Сега денес е утрото после буамара и јас сакав да ви покажам што имаше на седиштата за гледачите. Имаше чоколадце, вакви за грлото ако те боли, вода и еден Red Bull со вакво наливче дека е за златна буамара. И од позади пиши апсолутни крилја за апсолутна забава. Вака овие изгледат многу рандом, ама слушајте, значи овие се не се толку рандом колку што изгледат, ништо не е случајно. Одиш таму на буамара, седнуваш, си пееш, си се смееш, ама осеќаш грлото се суши од толку пеење, смеење. И што да направиш? Ке се напиеш вода малце да се наблажи грлото. Уште си пееш си она, гледаш, не функционира. Се вели сега што да правам? Тогаш взимаш едно од овие, да ти помени малце грлото, за да не видиш со завитнат глас таму дор пееш. И ајде, земаш едно од овие, поминува уште време, сега малце ти се смачува, многу време трајне, не завршува некако шо да правиш, глад те фати таму 100 сати, ајде малце шекерче, малце едно, ова, ама не фаќа доволно, не функционира. Го земаш Red Bull, малце енергија ти се дава, ти сваќаш дека ќе издржиш до крајот на ноќта, што да ги поминало времето за спиење, ова ќе те додржи до крај. Завршва буамара, те испраќат, успеа сите овие работи да те додржат и време за заминување, ти останат твоите спомени и еден мал привезок, што е ектен кют.
со бонарчето. И си се враќаш дома, измрзнуваш попат, дори да дојде автобусот, сваќаш дека уво си помина. Фала ви што го гледавте ова видео, оставите лайк, subscribe, се и таму поред и се гледаме во наредно видео. Чао!